Проблемот со протераните македонци во граѓанската војна во Грција не е поврзан со надворешната политика, туку едноставно се работи за почитување на човекови права, смета грчкиот новинар Τάσος Κωστόπουλος. Το θέμα των Μακεδόνων όπως το αποκαλούνται πολιτικών προσφύγων δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι όπως το όνομα, είναι ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και σεβασμού της πραγματικής ιστορίας του τόπου. Костопулос на панел дискусијата за бегалците во рамките на Атинскиот антирасистички фестивал со факти и бројки се обиде на присутните да им ја објасни ситуацијата со бегалците, потенцирајќи дека постојат различни податоци за бројот на протераните кои создаваат проблеми. Στην ελληνική πλευρά που μας ενδιαφέρει περισσότερο ότι με αυτήν είμαστε αντιμέτωποι σε αυτό το πλάνο, αυτό το φούσκωμα επιχείρει την τρομοκράτηση του εθνικού ακροτηρίου με το φάντασμα της εντός εισαγωγικών εισαγωγής μιας μεγάλης μειονότητας. Ѓорѓи Канзуров, еден од многумината деца бегалци, протеран на 8 годишна возраст за време на граѓанската војна, ја раскажа својата животна приказна. Во тоа време во селото има остаено само старци, жени и деца. При таа војна настана еден палеж, бомбардирање од страна на двете страни и бевме принудени да го напуштиме селото. Бегалците и нивната судбина предизвикаа интерес кај присутните граѓани на панел дискусијата, кои учествуваа со прашања за да дознаат нешто повеќе за голготата на протараните. Είναι αδιανόητο εν έτη 2010, ενώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει διαλύσει τους μισθούς, τις συντάξεις και όλα αυτά, να μην είναι δυνατόν να έρθουν οι πρόσφυγες, οι πολιτικοί. Бегалците имаат поддршка од грчките антинационалистички и антимилитаристички иницијативи кои во рамките на антирасистичкиот фестивал ја организираа и оваа панел дискусија. Посетителите на овогодинешниот 15-ти поред антирасистички фестивал во Атина имаа можност да слушнат за патешествијата на протераните македонци по граѓанската војна во Грција, но и да го видат новиот број на македонскиот весник Нова Зора што се издава во Грција. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα πριν από το 1948 πρέπει να μπορούν να επανακτήσουν την ελληνική υπηκοότητα και να ισχύσει για τις περιουσίες τους ό,τι ίσχυσε και τις πρόσφυγες που έχουν ήδη επαναπατριστεί. Грчките антимилитаристи и антинационалисти започнаа кампања за собирање потписи во Грција за враќање на протераните македонци по граѓанската војна. Сметаат дека е неправеден законот од 82-та година, според кој само грците по род може да се вратат назад и да ги добијат своите имоти. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς για το όνομα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας ή το τι πιστεύει για τη μειονότητα ή δεν πιστεύει, αυτό είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, άπτεται ανθρώπινων δικαιωμάτων. Павле Воскопулос се надева дека бегалците ќе ги добијат своите права од лулката на демократијата, споменувајќи го примерот со абориджините во Австралија. Πριν από μερικά χρόνια, ακόμα και το Αυστραλιανό Κοινοβούλιο επίσημα άλλαξε ρότα, αποκατέστησε ακριβώς τη θέση των Aboriginal των Ιθαγενών στην Αυστραλία και ήταν ένα τρομερό δείγμα δημοκρατίας για εκείνη τη χώρα, την Αυστραλία, όπου τουλάχιστον ας έρθει επιτέλους μετά από λίγα χρόνια και αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Членовите на антимилитаристичката и антинационалистичката иницијатива започнуваат со панел дискусии за бегалците во Грција, како онаа пред една недела на антирасистичкиот фестивал во Атина, се со цел овој проблем да се отвори во грчкото општество. Очекуваат дека ќе добијат поддршка и од грчката левица. Да се затвори отворената рана и политичките бегалци веднаш да се вратат назад, бараат грчките антимилитаристи и антинационалисти преку овој лист каде што се собираат потписи за поддршка за враќање на македонците протерани по граѓанската војна во Грција. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска. Дали законот од 1982-та, според кој тие што не се грци по род немаат право да се вратат во Грција по прогонот на бегалците од граѓанската војна, е резултат на расистичка дискриминација поради национална припадност? Прашуваат од антинационалистичката и антимилитаристичката иницијатива и антинационалистичкото движење во писмото до Народниот правобранител на Грција, Националниот комитет за човекови права, но и до неколку невладини организации. Είναι μια αδικία τόσα χρόνια που υπάρχει και πρέπει κάποια στιγμή να αποκατασταθεί. Είναι απόφαση υπουργική που είχε πάρθει σε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τώρα είναι ευκαιρία η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που το είχε ξεκινήσει και το έκανε να το διορθώσει. Εμείς ζητάμε αυτό και θέλουμε και τη γνώμη αυτών των έγκυρων οργανώσεων και φορέων
να μας πούν τι πιστεύουν. Антимилитаристите и антинационалистите се надеваат на позитивен одговор. За Канал 5 вела дека ќе се обидат да најдат пратеник кој би го застапил нивниот став и би го поставил прашањето во грчкиот парламент. Но потенцираат, политиката е едно, но ова е друго. Δεν βάζουμε καθόλου θέμα πολιτικό. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε ούτε με πολιτικές απόψεις ούτε με κομματικές. Θέλουμε καθαρά τα δικαιώματα των προσφύγων. Είναι μια παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος και θέλουμε να αποκατασταθεί. И покрај тоа што грчките медиуми пред околу еден месец објавија дека според измените во Законот за државјанство, македонците од Егејска Македонија ќе добијат грчко државјанство. Сепак, заменикот министер за внатрешни работи, Теодорат Закри, појасни дека тоа не се однесува на бегалците од граѓанската војна во Грција.